Они злоупотребуваат на овој начин они тераат политика. Они немаат нивна идејна автохтона политика. Они не понудиле некој решение. Они предизвикуваат хаос за да направат под некаква политика, да имаат некој прес. Со град Скопје тоа го прават 2 години у континуитет. Они организираа приватни превозници да го блокираат цел град месец дена. На крајот се испостави дека приватните превозници не биле во право, сите пресуди судот што ги донесе по тужби беа во корист на градот, приватните превозници се откажаа од Ленин и неговите, финти и си направија нови договори со градот Скопје бидејќи сватија дека овој ги шетал по керамиди. Уште таму имаше поделба на тој Форум Агримент Самит во Охрид, уште таму имаше поделба помеѓу дипломатите кои што беа присутни американци и дипломатите кои што беа присутни од Европска унија. Имаше поделба као со нож. Едни со други не разговараа. И не си присуствува на панел дискусиите. Американците не одеа кај европјаните, европјаните не одеа кај американците, а надвор во неформални брифинзи, да речам, и смоавети со новинари, со нас, збореа едни против други. Па тоа беше затоа што тогаш Европска унија даде вето на Македонија односно Франција. Тогаш американците вика еве ги европјаните. Што ве лажат? Не ве лажеме ние. Да. Ве лажат они. Ние сме ви кажале што треба, како треба и кој е патот. Они вика ви измислуваат постојано нови услови и постојано ве лажат. Уште тогаш се види, нели го дискутиравме тоа. Да. Јас со Флекенштајн имав тогаш и изјава му зема, само од тие дипломати таму. Тогаш беше француското вето. Така е, тогаш беше француското вето. Пред да биде бугарското. Сега. Ова што го збориш ти околу германската политика на Балканот, регионалната германска политика. Тоа го збориме 3 месеци. Да. Го збориме тоа. Може и 2 години го збориме. Да, ама поинтензивно и имаше сега последен пример за тоа дека Германија пробува да воспостави нејзина политика регионална. Преку пример беше она со поставувањето на крстот на Попова шапка. Попова шапка, да. И не беше проблем поставувањето на крстот. Проблем беше решението за рушење на крстот. Проблем беше и поставувањето без дозвола, без да побараш. Не. Проблем беше тоа што намерно беше изоставена процедурата. Проблем беше тоа што целото сценарио намерно беше поставен без одобрение за да има општината основа да рече ќе го рушиме, решение да донесе за да предизвика етничка колизија, тензии, наратив и така натаму се до моментот додека тоа него хендла американците. Не. Американците во суштина не се умешаа во тоа, само повикаа да нема етнички тензии. Па ние решивме работата. Тоа сам да кажам. Да не бидам скромен. Се додека ние него осуетивме планот, дека секретарот на општина Тетово од ВМРО ДПМН, поставен од ВМРО ДПМН, има право да го поништи тоа решение, не го поништил, јасно беше во тој момент дека ВМРО ДПМН е со беса, двајцата германски играчи, Христијанидис сегде го збори тоа дека он е германски играч. Во тој момент правеле сценарио за меѓуетнички судир за дополнително да се сензибилизира јавноста во нивна корист, ама политички. За изборите како? Они беа подготвени заради кампања да предизвикаат меѓуетнички конфликт. Можеби немаше да има голема рамка немаше да има. Ама тоа пробува да го направат. Они си играат и со институциите. Еве вчера го зборевме, Александар Јанев, човек задолжен во МВР претходно за специјални операции, па деградиран и ставен во комисија за набавка на образци за пасоши. Не набавува пасоши пред да дојде Панчо Тошковски. Не ги набавува. Става 200, 300, 400 илјади луѓе во притвор, условно, нели? Да. За да може Тошковски кога ќе дојде на позиција технички министер, они да го користат таа приказка како пиар за кампања. А 300.000 луѓе остануваат без пасоши.
Они злоупотребуваат на овој начин они тераат политика. Они немаат нивна идејна автохтона политика. Они не понудиле некој решение. Они предизвикуваат хаос за да направат под некаква политика, да имаат некој прес. Тоа го правиа со Скопје, со град Скопје, тоа го прават 2 години у континуитет. Они организираа приватни превозници да го блокираат цел град месец дена. На крајот се испостави дека приватните превозници не биле во право, судот донесе пресуда, сите пресуди судот што ги донесе по тужби беа во корист на градот, приватните превозници се откажаа од Ленин и неговите, нели, финти и си направија нови договори со градот Скопје, бидејќи сватија дека овој ги шетал по керамиди. Или не отиду стечај. Озбилно? Да. Како бе така? Па нели многу јаки така. превозници бе? Така. Тоа го правеше ВМРО ДПМН. Па први ВМРО ДПМН у континуитет, например, ги блокира Скопјани да немаат проекти, за они да имаат прес. Не им даваат плати на вработените УСП, за они да имаат прес. Истото е со пасошите у МВР. Не набавуваат за они да имаат прес. Колку се забегани лажеа за дека ќе кажале вистината, дека они може да се спречи убиството. Они тврдеа на прес, излагаат дека можело да се спречи двојното убиство на Панче Жежов, така да, и Вања Ѓорчевска. И малата Вања. Дека они имали информации кога ќе дошле техничкиот министер, веднаш ќе ги обелоденил тие информации. Па ајде, кај? Што произлезе од тоа? Ја пред 2,5 недели, овдека во емисија го кажав тоа. Во моментот пред 2,5 недели се водеше истрага на внатрешна контрола, која што констатираше дека лицето, полицискиот службеник, сменоводителот која добил пријавата за дека Панче е исчезнат, не ја прострелил пријавата, не пуштил телеграма и не била отворена истрагата. Знаеш кој е лицето? Кој е сменоводителот кој што ова не го направи? Немам идеја. Братучет на Панче Тошковски. Ама бе? И затоа сега е заташкана истрагата внатрешна контрола вика нема пропусти. Нема пропусти во телеграмата и во исчезнување. Нема пропусти во полициската работа. Па нели имаше пропусти? Нели Панче ќе доеше ќе каеше? Панче Тошковски се ќе каеше за таа ситуација. Нели они имали информации? Нели они намерно не знам што правеле овие претходни? Они со тоа се користеа за да прават политички поени. Не се забегани комплет. Главата треба си така. Нели беше Нефиусини криминалец? Нели беше за нив криминалец? Па пресови правеа они? Да. Они правеа пресови? Нефи е во градежна експанзија во Охриден Нефи. Пуштај ги да збори мечка сликите. Пуштај ги, нека и да каротида. Слика. Нефи е во градежна експанзија во Охрид. Нефи има еден куп тендери земено. Нефи има земено 80.000 евра тендер за поставување на ограда во училиште и 200.000 евра за хортикултурно уредување на училишен двор. На еден двор. На еден училишен двор. Не на сите дворови. Да. На еден двор. Нефи има продадено багер од 87 година за 80.000 евра на општината. Кај што бил единствен понудувач. Нефи сруши споменик на култура за да прави зграда. И заради Нефи отстранија цела спомен плоча, спомен обележje го отстранија на кој што пишува на ова место бугарскиот фашистички окупатор на смрт ги осуди тој. Го лажеа народот, Заевки ги тргал плочите со бугарски фашистички. Пеца ги тргна. И Мицко ја трнаа плочата за Нефи да гради. Нели Стентон беше, нели Битола бил Стентон град. Криминалецот Стентон со не знам претходниот градоначалник што правил Битола, градоначалничката Наташа. Нели беше Стентон кај не знам каков криминалец. 32 тендери има Стентон добиено за 2 години. Ко 300 милиони денари, така? Поише беа. 9 милиони евра мислам дека беа. 500 милиони денари. Не, 10 милиони евра имаше Кочоен Гюшев добиено. Стентон имаше 32 тендери. 32 тендери. 300 и нешто милиони беа. Така беше, 300 и нешто милиони. 5 и нешто милиони. Тоа ли беше политиката што ја водат они? Нели Стентон беше не знам каков криминалец?
Нели беше Кочо Ангюшев, не знам каков криминалец. Па 10-15 милиона евра му има дадено тендери. И еден куп дозволи за поставување соларни панели и така натаму и така. Само ќе ги замолам охригени не пишат, оваа зграда мислам дека е после гимназијата, ако не се лажам, на уличката. А ако не е така, пишете каде е точно. Ова иначе зграда која што е срушена куќа, била споменик на културата, бистата од страната на кој што пишува бугарски фашистички окупатор, лажеа дека Заев ќе ги вадел таблите со бугарски фашистички окупатор, дека таков договор потпишал, оние трнаа за да му дадат на Нефи. На Нефи да. Режија, се жалат за микрофонот дека ми е премногу гласен. Многу ли викам? Може ли да прочитам нешто? Вели Александар Евети една тази информација, ова сега ми го пушта гледаш. Градоначалникот на општина Ново село Ѓорѓе Божинов без знаење на никој го сменил ГУП и наменил противзаконско парцели за градење на топилница во околина на село Смолари, каде што се наоѓаат смоларските водопади. Ве молиме да ја проверите оваа информација, сакам да останам во тајност. Ќе остане гледачот во тајност. Чиста работа. Ама ќе ја провериме, не знам дали е точно, ќе провериме. Вчера друг гледач ни пушти информација дека градоначалникот на општина Зрновци има набавено по истата шема на Пецак од Охрид багер. Значи тоа не остана само за 80.000 евра. Нели беа не знам во општина Илинден, да не ја забораваме општина Илинден. Рекетот во општина Илинден. Уште нема демант. Уште нема демант. Да не забораваме тоа рекетирање. Ти само имаш потврда, така? Да. Ти имаш потврда на тоа. Да. Ти се јави еден од споменатите луѓе. Да, се видов. Се виде со човекот. Се видов, разговарав и така натаму. Имаш потврда дека било тоа се случувало и дека пробале него да го местат. Да. Тој што ти се јави човек. Да. Пробале да го местат. Да. За што збориме ние? Кои политичари, која политика? Тоа се бандити. Сакате да видите како се вработуваат луѓе у Прилеп? Па тоа не е лошо. Чекај, кога го спомнавме Пецакот, да видиме први за што дал тендери за вештачки цвеќиња и на каква фирма. Да бе. Да. Да, пушти. Знаеш како се вработуваат луѓе у Прилеп? Чекај, ќе ги поминеме. Председателот на општински, нема да ги поминеме. Председателот на општински комитет Дејан Продановски се слика во... Ја и Милош го знаеме, кога се снимаше спотот. Ја го знам, беше подрачен на архивот. Чекај го знам која цвеќе. Кога беше снимањето на спотот, има таму коментари каков човек бил. Вода у очи немал. Се слика на Фейсбук, објавува флаши Моет. Душичка. Моет ти е у кафич. Греот. 200 евра ти е флаша у кафич. Греот. Моет. Не една, не две. Колку треба? 5 флаши. Колку треба си Скороевич? Слушај сега. 5 флаши Моет. И знаеш што се коментарите доле на неговите слики? Дека е бандит. Коментари од прилепчани. Дека е рекетар. Дека зема пари за вработување, измеѓу 5 и 7.000 евра за едно вработување во општина или во јавни предпријатија. Има еден многу страшен коментар од девојка која што му пишува дека он се однесувал несоодветно, нема да ги користам зборите на девојката, ќе го видите скриншотот, и дека за да се вработи некој ги повикувал девојчињата на кафе, ама у друг град да се виделе, па после да ги вработил. Е, таков кадар има. И мангупа. ВМРО ДПМН. Да. Во меѓувреме прилепчани Казанова. Во меѓувреме прилепчани од него немаат видено ништо од градоначалникот. Исто е у Битола. У Битола е катастрофа е. Ние бевме у Битола пред 2 недели. Битола нема мрднато, камен на камен не е мрднат. Еден мост падна, нели ти текнува? Да. Само што ја превзема функцијата. Мост. И не е направен. Ама затоа Кочани направија мост. Ама не е направен, човек. Мостов е артерија сообраќајна у Битола. Не е среден. Нешто приправено е. Затоа Кочани е направен Хаос. мовчето со жолтата трка. Хаос. Кажи ми еден градоначалник
каде што се направило нешто што треба. Укочани да ја пуштиме анкетата на луѓето сега да ја гледаме ако сакате пак. И состојбата во Кочани каква Многу е јако мовчето за тротинети. И тоа му го донирале. Раско му го донирале. Ја уште не можам да се Бутел, измаснам. видовте како е у Бутел. Имаме и од Бутел репортажа. У аеродром, во Гази Баба, во Ѓорче, сегде имаме репортажи. Еден збор нема позитивен. Еден збор нема од луѓето позитивен. Се пењават по социјални мрежи кај нас у коментари, ама ги снемува полек. Која политика, бе? Кои германци, кој мисли дека е со некои германци и мисли дека му се голем грб и не знам што ќе направи. Ништо нема да направи, како да му кажам. Американците покажаа кој е газда со Ништо Северен нема тек. да направи. Ништо нема да Џаби. направи. И Джинџиш беше Германски. германец. Гледаме како заврши.